Деби Рајан и Джош Дан го објавија раѓањето на нивното прво дете со сладки фотографии. Бебето се родило дома во Када. Седевме под полната месечина, студена супер месечина, подсетувајќи се на животот како семејство од 2 члена и му кажавме на бебето што го носев дека сме подготвени да бидеме тројца. Го пиша новата мајка на Инстаграм раѓањето на своето прво дете. Напладне Феликс се роди под божитни светла со снег што паѓаше пред прозорецот на нашата спална соба, точно во рацете на нејзиниот татко. Девојчето од 3,6 килограми, кое беше представено како Феликс Виндердан, го родила со помош на нејзиниот сопруг и тимот за породување дома во Голема Када на Дување. Снимката ја прикажува Деби Рајан како лежи во водата, додека нејзиниот партнер ја држи. Други слики го прикажуваат новороденчето како лежи во рацете на мама и тато, но со се уште затворени очи. Српската пејачка Јелена Карлеуша ќе зборува пред камерите за прв пат во друштво на двете наследнички Атина и Ника Тошич. Мајката и ќерките ќе се појават заедно во емисијата на Огњен Амиџи Шоу во вторник, односно денеска, 16 декември. Во емисијата Карлеуша ќе зборува за мајчинството, животните предизвици и вредностите што им ги пренесува на своите ќерки, додека Атина и Ника за прв пат отворено ќе зборуваат за растењето со една од најпознатите мајки на Балканот. Јелена ќе се осврне и на важните животни лекции, како и на начинот на кој на ќерките се обидува да им сади самодоврба, сила и автентичност. Пејачката ќе направи паралела помеѓу нејзиното воспитување и начинот на кој ги воспитува своите наследнички, како и сегашниот однос помеѓу нејзиниот поранешен сопруг Душко Тошич и неа. Документарниот филм Приказната за Силјан, кој е откупен за глобална дистрибуција од National Geographic Documentary Films, продолжува да го зацврстува своето место на светската документарна сцена. Филмот во режија и продукција на Тамара Котевска, заедно со директорот на фотографија и продуцент Жан Дакар, доби уште едно исклучително значајно признание, номинација за Producers Guild of America во категоријата Outstanding Producer of Documentary Motion Pictures. Оваа номинација представува силна потврда за авторската издржливост, креативната храброст и пожртвуваноста со која Котевска и Дакар го создаваа филмот, носејќи ја неговата тежина во секоја фаза од процесот. Приказната за Силјан е пример за целосно авторски филм, дело во кој режијата, продукцијата, визуелниот јазик и физичката посветеност се споени во еден силен, препознатлив авторски потпис. PGA Awards се вбројуваат меѓу најрелевантните и највлијателни признанија во филмската индустрија и често се сметаат за еден од најсилните индикатори во трката за Оскар, со оглед на тоа што нивните номинирани и добитниците редовно се појавуваат и во финалните оскаровски избори. На 16 декември во 2016 година на 73 годишна возраст почина познатата македонска пејачка и хуманитарка Есма Реџепова Теодосиевска. Го носеше епитетот кралица на ромската песна, а нејзината богата и меѓународна музичка кариера непрекинато траеше 55 години. Имаше репутација на светски уметник со повеќе од 8000 концерти, настапи над 15 јазици, издадени 60 на албуми. Во мај 2013 година Есма Реџепова Теодосиевска ја представуваше Република Македонија на Евровизија во Малме со поп пејачот Владко Лозановски Лозано и песната Пред да се раздени. Во 58-та годишна историја на евровизискиот натпревар првпат една композиција делумно беше испеана на ромски јазик. Во септември 2013 година беше одликувана со титула Национален уметник на Република Македонија за нејзиниот деценијски придонес за афирмација на Република Македонија во светот. Највисокото признание го доби и за нејзината хуманост и подобрувањето на социјалниот живот на ромите, зашто со сопругот Стево Теодосиевски се грижила за 47 бездомни ромски деца и го сменила нивниот живот.